македонци сме или сме македончиња? Македончишта. Те не викаат вакви и такви, но кога ќе запееме, сите добро знаат кои сме. Сите викаат, како вие македонците пеете. Дали чекаш, стара мајчице, писмо да ти напишам? Немој вика да се дружиш со македонци. Зашто? Кога ќе те прегрне вика македонец, сваќаш колку ти игнорира светот. Не прифаќаш да пееш на друг јазик? Тоа е како за 10 години тебе да ти се чудат зошто ја водиш само на македонски емисија. Иđe вози на стари гуми. Не му стигнала испорачка за нови гуми. Да, не испорача. Секој, освен Иđe, верувам дека би се откажал од трката. Ја вика, не бе, вика, брат, идам. Ако останеме да живееме во Македонија, не мислам дека сме патриоти. Но најмалку што можеме да ја направиме да си ја сакаме својата земја, да не се срамиме од неја. Македонија се љуби и кога победува и кога губи. Реков ќе го гласаме, Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи, поддржано од Бела Пац, Ладрија, Захарчев винарија, New Age, Лимак Хотел, Кенди, Антолог. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. А денеска ќе прашаме како се бранат воите на Македонија. Дали се бранат со резултати, со култура, со музика, со спорт или пак со инает. Во 2025 година се вели дека патриотизмот нема дефиниција. Некои патриотизмот го мерат по тоа што останале во државава кога е тешко. Некои со успех надвор од државата, а најголем дел од луѓето мерат по тоа дека има надеж да биде подобро. Денеска ќе прашам и кој тоа ни ја намалува големината и дали сме станати од македонци македончиња и зошто бараме туѓи аплауз за да си ја потврдиме сопствената вредност. Денеска ќе зборуваме и за најскапата валута која што ја имаме ние како македонци. Инаетот. Пак ќе прашам дали инаетот е тој кој што не турка напред или во суштина не држи блокирани во место. Целта на оваа епизода нема да биде да најдеме виновник, туку да најдеме локомотива која што ќе не влече напред, не со пароли, туку со дела. А еве ги моите гости. Кога се појавува кај иселениците е на ниво на национален херој. Кога ќе пушти глас, растреперува и најтврди срца. Кога ќе викне, велат не нема, се тресе цела земја од емоции. Владко Миладиновски. Тој е македонскиот автомобилски ас, трикратен европски шампион во ридски патеки. Кога ќе се качи на кров од својот автомобил и ќе го развее знамето, нема кој македонец не се чувствува горд. Го поздравуваме летечкиот Игор Стефановски Иđe. За песната Моја Македонија, тој напиша: Македонија ме пораснала и се она што го носам во срцево е за неа и за луѓето кои живеат во неа. Ти благодарам, мајко. Го поздравуваме Давид Темелков. Па сега и официјално добре ми дошле момци македонци. Добро вечер и добро ве најдовме. Добро те најдовме. Убава македонка дама. Фала. И ти си доказ дека поубави нема. Да. Добро, такво ми е прашањето сега прво да ми кажете, значи 3 работи кои што се убави во Македонија, ама не се храна, не се музика и не се географска одредница. Ајде, 3 работи. Слушам. Јас знам. Македонско девојче, прво. Добро. Апсолутно. Едно? Македонските девојки дефинитивно убавината на луѓето кои што ја имаат. Ние сме питом убав народ. И не знам, третата работа можеби е великодушноста да секој го прифатиме со големо срце и расширени раце. Ми се допаѓа. Јас Ајде. подпишувам се што кажа. Ама не Иđe. може ти твое треба, не препишувај. Подпишувам се што Не кажа македонски Иđe. да препишуваш. Па вака, па.
што да кажам, малку е. Не знам што би кажал за македонците. Три работи ми треба. Три работи, да не е музика, да не е храна И да не е географска одредница. и да не е географска одредница. Владко, ти знаеш ли? Па, Да го оставиме да помисли. да, Дека нека е најмлад. помисли, за дамите морам да се повторам, да немаме проблеми. Тоа морам, едно имам право да ископирам. Македонската природна убавина, еве да надополнам, и уникатната македонска музикалност, која што поседуваме само ние. Не ни музика. Не е музика, музикалност. Чувство за музика, за слух. Ја би рекла снаодливост, еве го примерот. Да. И на тоа. Дефинитивно. Иното ти тоа дека ќе го сврти па онда биде во право. Нели? Добро. Еве и јас Ајде, морам да се надоврзам со првото. Да, македонските девојки се дефинитивно прекрасни. Второ би кажал македонската емоција. Добро. Затоа што македонската емоција која што ние ја носиме ретко кој народ во Европа ја има. И ќе кажам кроткоста. Македонскиот народ од секогаш бил угнетуван, газен и така натака, но бил од секогаш кроток, во најтешките моменти пишувал најубави песни и што да се каже повеќе, чест е и привилегија да се биде македонец. Добро, да ги кажам ја моите три. Слободно. Иđe Давид и Благодариме. Ето и моите три работи. Не е географска одредница. Благодарим. Добро. Сега, ајде да почнам со прашањата. Во воведот имав македонци сме или сме македончиња? Македончишта. Ете го. Не, апсолутно, дефинитивно она што го спорат дека сме македончиња, може би само на оние кои што гледаат некоја слабост. Апсолутно верувам дека тројцата што седиме тука не би дозволиле никогаш да не наречат македонче, бидејќи барем јас онаму каде што настапувам на сите тие тркачки патики, апсолутно не гледаат со респект и за нив сме македонци. Македонци и тоа со едно високо Мислам дека твоите резултати зборуваат за тебе колкав македонец. Се трудиме, не само јас, него мислам дека сите луѓе кои што едноставно ја представуваат оваа држава надвор од границите на Македонија, го имаат тој епитет за македонци. Добро. Дефинитивно. Владко? Дефинитивно сме македонци и целиме кон тоа да видиме македончишта, а тоа македончија не го прифаќаме, секако дека може би некој би не нарекол така во навредлива форма. Некојаш и сами дозволуваме да бидеме навредени. Меѓутоа, еве, добри примероци сме вечерва. Примероци како може да се бориме да бидеме горди македонци. Така, Давид? Давид е еден од најгордите што направи дефинитивно. Он дали... Те не викаат вакви и такви, но кога ќе запееме, сите добро знаат кои сме. И не сме баш македончиња, него сите викаат, како вие македонците пеете. Така да мислам дека може секако да не нарекуваат, но македончиња тешко. Добро. Океј, расчистивме со кого си имам работа. Океј, добро. Сега, постојат одредени карактеристики нас македонците. Јас сакам сега тука да ги разглобиме, да видиме дали е така или пак се некакви стереотипи. Например, македонски е да го спуштиш другиот за да се истакнеш себе си. Сега, дали е тоа карактер, дали е воспитување или пак не? Тие се македончиња. Добро. Тоа е карактер, воспитување, пониска самодоверба или едноставно, како што рече, не ги бива? Ниска самодоверба. Ја мислам дека е оној кој што сака да спушти некого до себе, да се истакне самиот врз основа на тие факти е дефинитивно слабост кај самиот човек. Апсолутно, барем според мене, големината на човекот е кога ќе докаже и им даде простор на сите околу нив, барем во мојата зборам професија, каде што ако изгубам, ја ќе пуштам рака и ќе честитам и на противникот, но кога ќе победам, апсолутно сакам да ме почитуваат и да имаат респект кон мене и мојот тим. Одлично кажано. Владко? Па тоа е, според мене, карактеристика на неуспешен, на неуспешност. Мислам дека што се те кога и во својот успех, кога и си доблесен, до себе да повикаш и да застане друг успешен, без разлика тоа да биде
да се воздигне на уште поголемо ниво и во поголем обем. Една широкоградност која што секако ќе донесе само убави работи после тоа. Додека тоа е некој зол начин кој што за мене не е прифатлив воопшто, не е ни симпатичен, а мислам дека и не е баш македонски. Не сме ние баш. Еве, јас ги извадив тие карактеристики кои што најчесто ги спомнуваат. Тоа е тоа. Давид, ќе надополниш нешто? Па генерално сметам дека секаде има такви луѓе, не е тоа чисто македонски синдром. Потврдените луѓе не бараат потврда преку зборови, туку делата ги потврдуваат. Не треба никој да каже Иџе што е и каков е, нити за Владко, нивните дела, неговите песни, неговите титули говорат доволно за самите луѓе и нема потреба никој никого да го спушта да би се издигнале, затоа што се со самите дела потврдени. Сметам дека тоа е карактеристика на непотврденост. Добро, окей. Ќути има и полошо. Тоа е типично македонски, значи ќути има и полошо, тоа немој. Па тоа беше реалност во едни постари генерации, можам да кажам дека јас сум така воспитан. Има така јадевме. Јади затоа што има земји каде што нема да јадат. Така не. Ти овде пребираш, граф не јадеш. Од тој аспект, така да мислам дека тоа можеби од претходната држава или сојуз, како да го наречам, нешто се наследило, меѓутоа веќе во новиве генерации мислам дека зашто не научиле дека ќе има и подобро, надевај се на подобро. Па доаѓаат нови генерации, Снежа, доаѓаат нови генерации. Сега сме тука, има подобро. Доаѓаат нови генерации кои што размислуваат малце поинаку, да кажам, од постарите и гледаат. Мене ми е мило да кажам што луѓето патуваат и надвор од државата, гледаат што е добро, се враќаат и носат нешто позитивно тука. Така да ќе додат нови времења каде што ќе размислуваат луѓето, ќути има и полошо, но има и подобро. Па се влече таа болка од тоа воспитување, така ќути има и полошо. Не мораш ти да бидеш прв, биди си прв. Ама еве, тоа поштето не. Секој си дојде. Одлично. Значи, дали македонците ја измислиле реченицата важно е да се учествува? Не знам дали измислиле, можеби била водилка, можеби во некој минати времења, но дефинитивно е сменета, апсолутно. Барем зборам од спортски аспект, а и уметниците и пејачите се тука, видете во ајде да кажам во Балканот, еве, нема некој што не ја респектира македонската музика. Имаме стварно најдобри пејачи, артисти и глумци кои што стварно имаат голем респект. Во спортот исто така, можеби не толку колку во музиката, но се трудиме. Ете, тие што направиле нешто, направиле навистина исклучителни резултати. Значи ти никогаш не одиш за да учествуваш? Нема шанси, тоа не би ни одел, апсолутно. Да одев со таа парола, ајде да кажам, во мојата глава немаше апсолутно да освојам 3 европски титули и да бидам најдобриот во Европа. Така да мислам дека тоа треба да им го пренесеме и на младите генерации, да знаат дека и од овде може да се успее доколку се има љубов, истрајност и вера во она што го прават. И инат. Ето тебе подолу не може од почеток да почнам, ако се заинетиме на почеток. Дали може, Снешке, да ти кажам еден пример за инат? Ајде, кажи. Овака. Годинава бев гостин на една трка во Бузет, каде што овој господин овде настапува со автомобил кој што е, да кажам, во пола послаб од неговата конкуренција. И во еден момент јас дознавам дека Иџе вози на стари гуми. Не му стигнала испорачка за нови гуми. Да, не испорача, така. Значи, секој, освен Иџе, верувам дека би се откажал од трката. И он вика, не бе, вика, брат, идам. Чекај, не, вика, идам. Седна во кола и само една секунда му избега најбрзиот. Значи, со дупло побрза кола, со стари гуми, инат, немам коментар. Тоа е тој македонски инат. Да, Иџе е редок пример Редок пример во на Македонија. Не на професионалец и на успешен спортист. Јас се надевам дека ќе го наследат и во другите спортови неговиот карактер и пристап кон спорт. Па добро, можеби тоа е кога го спомна Витке и наетот, можеби дека не е тоа дека во суштина ние немаме ниту стратегија, ниту план, туку едноставно еве до и наетот дошло, пошто верувам дека имаме стратегија, имаме план дефинитивно, ама некогаш не испаѓа и по тоа, не може џабе некогаш. Кај за каснија гумите кажи? За каснија во Италија.
не знам, џабе не стигна како што треба. Мене ми е навистина чест и што седам покрај Давид, кој што еве 2 години поред доаѓа на последната трка од шампионатот во Хрватска, бузат се дружиме и навистина луѓето во Хрватска имаат преголем респект и го почитуваат повеќе него тука. Тоа ми е жал, значи навистина како ете како македонци, кои што мислам дека не ги цениме квалитетните луѓе онолку колку што треба. Све некако доаѓа од после, све некако доаѓа, не знам како да објаснам, меѓутоа во моментот кога ги прават тие работи, кога ги ценат надвор повеќе, ние овдека некако затајуваме. Зошто вредиш, Давиде, повеќе во другата држава отколку овде? Па јас верувам дека ќе го оправдам, како да кажам, можеби не сум ја стекнал до вербата се уште, но верувам дека се менуваат многу работи, се менуваат, да кажам, многу работи. Во последно време, навистина, македонската публика ми е голем ветер во грбот. Самите бројки, самите реакции на македонската публика. Снешке вака, јас нема да ја кривам македонската публика. Можеби јас сум погрешил во некој пристап. Многу, да кажам, се случија многу работи. Таман искочи првиот албум, почна короната. Јас не можев година и пол да дојдам во Македонија физички. Беа границите затворени, така да што е моје ќе си дојде. Јас верувам дека македонската публика кога ќе те засака, не постои подобра публика од македонската. И поверна и полојална, едноставно такви сме. Можеби малку потешко засакуваме некого, но кога ќе го засакаме и прифатиме, тоа е ами. И да бега од нас, не те пушта. Така, нема шанси. Нема шанси. Добро. Златко, тебе повеќе те ценат иселениците или овдека во земјава? Какво е твоето чувство? Па види, тоа е еден чуден процес. Луѓе што до вчера живееле овде, ме сакале овде, сега ме сакаат како иселеници. Така да тоа нема некоја, се извинувам. Нема некоја јасна поделба тука во кој што е. Бидејќи многу често емигрираме напред, па и назад. Не мислам дека баш е така. Или се надевам дека не е така. Нема да се пожалам дека и овде. Сега да кажеш си. Па не можам да се пожалам дека не ме сакаат или дека така би звучело малце наопачки. Не сум задоволен од односот овде, напротив, супер. Лесен сум за сакање. Но често сум присутен меѓу оние. Па лесен сум за сакање, така викаат македонците, е лесно да ги сакаш, едноставно така некако. Снешке, прочитав нешто. Таква му е пацата. Прочитав нешто за македонците, вели, слушај, немој вика да се дружиш со македонци. Зашто? Кога ќе те прегрне вика македонец, сваќаш колку ти игнорира светот. Најубавото нешто. Тоа е тоа. Да, вистина. Како што ќе те прегрне македонец и македонската публика, нема никој да. А ние сме космополит народ, отворен кон сите, меѓутоа можеби на моменти премногу отворен, бидејќи некако потешко ни е да на наш да му признаеме дека да си добра ти е песната, отколку некој истото да му го признаеме ако дојде од малку подалеку. Некако тој момент е некој нов во македонскиот синдром, што некако треба да го не искорениме, меѓутоа малку да го избалансираме, да едноставно да не биде полесно на некој наш, без разлика од која област, па да му признаеме или да му дадеме малку на важност. Комплимент на важност на значи се фалиме пред светот и го фалиме светот, ама меѓусебно не се фалиме. Да, од друга страна па доаѓаат тука, паѓаат во несвест како ние имаме добра храна, музика, успешни спортисти и некако тоа некакво разминување. Ја не викам да бойкотираме се што ни доаѓа. Меѓутоа малку да бидеме отворени и кон своите, и поблиску да грееме некако некој баланс. Имаме некој го знам тој каде тој. Да. Па тоа ако го знаеш, а некој стане успешен, некако мислам дека треба да е предност или добивка или добра работа, а не кај може тој. Па ете тоа беше со спуштањето, тој беше муабетот на почеток. Па не, без разлика и од друга професија, го знам, тој ми беше другар се. Ете, кај па тој ќе успее, Баш така, онака некој омаловажување од старт. Додека некој ако дојде од друга граница, пошто не го познаваме кога бил мал, го гледаме директно во профил, е топ. Да, ама покажуваме дека имаме и ние не коњи, него коњи за трка. Да, па добро. Коњишта. Ама коњот е благородно суштество, не знам зашто се користи за негативна конотација.
Па напротив, баш затоа што е позитивно се носи на изложба, нели? Наравно, и имаме кој ни изложба. Пастови сме. Да. Добро е, сега исто така во сршта на македонците е да се снајдеме на тесно. Се ставам на тесно. Иđe. Продолжи ги стиковите. Кога некој ќе рече Македонија е мала, Не е мала. не ушепкај ти. Кога некој рече Македонија е мала, Има уште 2-3 дела за да биде цела. Така е! Добро. Ако некој рече го збуни. Ако. Абе сега намерно. Мора на тесно да го ставиш. Тесно го ставам. Чути ти не знаеш што те чека тебе. Ајде, Давид, доврши ги стиховите. Денови ли се денови? Денови, не... Денови ли се денови? Аргатски маки. Стани си утре порано, Да, легни дојди си си вечер подоцна. Наутро радост понеси, навечер тага донеси. Добро е, соработувате, ми се допаѓа соработката, тоа е битно. Тоа е тоа. Сега Овие ти... веќе ги погодив, се третово ниво. Не, сега пошто ти имаш концерт сега на 28. Сега инката лака се спојува се потесно. Значи, ние мораме сега него да го провериме колку ќе се распе. Значи, ама кај тебе е најтешкото. Оти така ти беше најавата. Ајде. Значи, кажувам збор. Мораш да испееш еден стих. Дали? Збор ја кажувам, ти треба песна да... Дали? Добро. Ајде, ти почни да биде прв, дали? Да. Дали чекаш, стара мајчице, писмо да ти напишам, да ти испрата. Доволно добро. Зошто? Зошто си ме, мајко, родила, лелеле. Добро, има. Има уште 2-3 дела за да биде цела. Браво. А кога нема, нема. Нема. Нема со нема. Нема. Може и тоа да. Не ќе се роди. Може тоа? Може, све може, добро е. Ала помош. Како? Како да ти речам, мила, остани, како да ти речам да не заплачам. Браво. И уште едно. Што? Што да правам, што да чинам. Ова е македонска снодливост. Браво. Браво. Спремен си! Браво, како од пушка. Браво. Гледаш ли, значи не можам нити на тесно да ве фатам, значи. Па негава тесно, е поприлично широко. Македонските песни се како широко поле, како ситно камење, број нема. Браво. Јано Лејанке убава. Така. Да, Да продолжам тогаш можеме. Да, Јано Лејанке убава, вика немој ова го одбивала, вика немој роднини сме. И вика Јано Лејанке убава. Широко поле крај нема, ситно камење број нема. Убава Јана род нема. Гледаш ли? Што убаво кажано. Зборување. Добро, продолжувам понатаму. Го спомнавме моментот на тоа колку вредите, значи во странство, во однос на иселениците. Сега тука некаде има некаков различен став во однос на тоа. Патриотци треба да останеш тука во земјава кога е тешко, а не да бегаш кога нели е тешко, па да си одиш на убавото. Сега, каков е вашиот став? Кога не е тешко? Не знам. Патриотизмот е и тој е мутиран. Порано било патриотизам да го дадеш животот за својата земја, да се бориш, да едноставно целосно да се предадеш. Сега е во многу завиена форма. Ако останеме да живееме во Македонија, не мислам дека сме патриоти. Но најмалку што можеме да ја направиме да си ја сакаме својата земја, да не се срамиме од неа и да не се срамиме од работите што излегуваат од таа земја или на друг начин да кажам, да ги сакаме, да им дадеме прилика. Има добри македонски и квалитетни производи. Добро, Давид, ти замина од земјата, но не значи дека Не сум заминат. Не си заминат. Во мојата лична карта се уште пишува.
скопска адреса. Така да јас во Хрватска имам само дозвола за престој. Јас не сум преселен, немам хрватски документи, имам македонски документи. Патриотизмот, моje мислење дека не се оцртува по тоа кој останал, кој заминал, затоа што сведоци сме, односно не сме сведоци, но историјата сведочи дека многу големи македонци знаеле повремено да заминат од Македонија и да направат големи дела. Тага за југ не е настаната од Македонија, него негде од настрана. Светите браќа Кирил и Методи делувале и надвор од Македонија и направиле огромна дејност. Тие се просветители и во Македонија, и во Бугарија, и во Србија, и во Црна Гора, и во Чешка, и во Словачка, па се таму до крајот на Русија. Така да сметам дека правите патриоти и должат на оваа земја, па макар и знаење да донесат однадвор. Така да секој од нас носи голема должност према оваа земја и мора да се одолжи со давање на најдоброто од себе. Па макар и тоа знаење да го собереме однадвор и да го вратиме тука. Добро, Иџе, ти како кажа детево? Види го детево. детево. Музичар или пеач или ќе го гласаме. Или ќе го гласаме. Не знам, Не знам, ама мислам дека појасна ти е сликата за Македонија кога си во надвор. Па странци, хрватите рекле една изрека, вика мост се не види с моста. Така да можеби кога ќе се тргнеме од Македонија, гледаме некои работи кои што се случуваат многу побистро, затоа што не сме оптеретени со некои локални работи. Така и мојата Македонија настана, да кажем, надвор од Македонија, затоа што ми фалеше сето тоа што е тука. Во едни моменти кога нашата земја беше буквално, како да кажем, растргната на сите страни. Ете, таа песна дојде сама по себе и ете, не е напишана во Македонија, туку надвор од Македонија. Така, да, сега кога ја спомна твојата песна, во твојата песна има еден стих: во Македонија нема човек лош. Се држиш се уште до тоа? Не до толку изгледа. Вака, јас Или така беше се римуваше? Не. Јас верувам дека преовладуваат добри луѓе во Македонија. Толку многу да лошите не заслужуваат да ги спомнеме. Едноставно, навистина верувам дека тука живеат посебни луѓе. Јас во таа песна си го опеав, да кажем, и моето семејство, мојот круг на луѓе, и досега не сум запознал човек лош кој што останал, да кажем, во мојот круг. Така да пак ќе се вратам на самиот почеток. Да можам да бирам, да се родам повторно негде, јас би се родил повторно овде. Затоа што да ги немам македонските песни во својот корен, не знам дали би бил баш толку среќен колку што сум сега. Каде и да патувам настрана, кога ќе се запее македонска песна, верувајте, не име се едно на соседите што не е нивна. Добро. А може би си единствени што си го спомнал Тошево песна. Кога ја, да, во стиховите, дека го имаш точно. Мислам, јас не знам друг случај, може би сум грешка, ама... Така, браво. Иџе, лоши луѓе имали у Македонија? Све зависи од личноста, има сегде. Така, апсолутно не. Се треба да го прашаш дали има лоши возачи. Има и тоа многу, тоа ќе ти потврдам, да. Но види, нормално е да има и лоши и добри, апсолутно. Тоа секаде ги има, не е само во Македонија, него поентата е што ако гледаме на Facebook, мислам дека многу лоши луѓе имаме. Да бидеме дефинитивно, реални, мислам многу ми е криво што е така. Така, апсолутно се сложувам. Може би се види вака, не би ги осудувал. Зашто? Затоа што може би постојат многу огорчени луѓе. Ама огорченоста не значи дека треба да го плюкаш другиот. Давид, не може во секое добро да се најде цело време да се плука. Значи, ако е емисијата на Снеже, окей, зашто не се каже пофален збор? Ако е Давид, окей, зашто да не се каже пофален збор за Давид или за било кој друг? Значи, мислам дека имаме синдром на народ кој што сака да го омаловажи некако оној што е истакнат и што е добар во тоа што го прави. Јас ретко наоѓам луѓе, стварно, каде што сите ќе го поддржат
или ќе кажат пофални зборови за некој по било која област, макар и спортисти, видете ќе кажам стрикно за спортистите. Победуваат 5 утакмици поред, една губат, сите се против нив. Не е нормално тоа да го осетиш во друга држава. Се сложува. Значи, мислам дека некако во Хрватска не е така. Мора да направам превртуваме страници. Не може да биде до вчера добар дека победувал и ќе се утне и сега го мразиме мразиме сите. Да изгубиш некогаш или да немаш да не дека се исто погоди дека е денот, продадена душа, знаеме да му кажеме, нели имаме за тоа. Мислам дека тоа треба да се смени апсолутно. Малци имаме некој комплекс како народ околу тоа, но да се надеваме дека полека ќе го трнеме се кога победува и кога губи. Апсолутно, мора да е така. Тој е начин на размислување. Може по-поетски треба да се скрои таа реченица. Македонија се љуби и кога победува и кога губи. Реков ќе го гласаме, детево. Тоа му е слоганот за кампањата, разбираш. И значи ќе те вози иџе. Ќе стартuje колата и идеме сите. Владко не, он не е политички, ама нема, ние независни ќе бидеме. Не, ја ќе го носам во диаспората. Таму да собереме гласови. Готово. Да дојдат со авиони. Видиш како направивме еден сојуз, тоа е тоа. Да. За сојуз е најлесно. Ја од тука ќе ви кажам како котирате, дечки. Не, идеш со нас. Ама некој мора у Македонија да се пиар на кампањата, готово. Од централа. Добро. Владко, има ли лоши македонци у странство? Или се таму подобрите? Оти се некако ми изгледа дека добрите луѓе некако ни замина и тука некако ни останаа полошите. Ништо лично. Вака, прво не би ги делил. Верувај дека ние сме македонците, сме исти секаде. Не би ги делил. Добро. Странство, диаспора или овде, затоа што втор момент е што, како што кажав, некои до вчера биле овде, заминале пред 1 месец, пред 2 месеци, тие не... И да има нешто да поприма, нема доволно време. Така да, пак ќе кажам, ние сме секаде исти. Стварно. И наетот го има и таму, горди сме и таму, и овде. Ама сме подисциплинирани. Маните, подисциплинирани. Се што е страх да не казнат. Па еве и овде сега има Safe City, ќе возиме повнимателно. Ако има казни, нема да фрламе ѓубре. А свеста сега можеби на друг начин би се измерила, ако одиме по она самосвест, но факт е дека таму казните се тие што диктираат дисциплина, хигиена, примерно однесување, дефинитивно се ригорозни казните. Да, ама проблемот е што нашите луѓе кога ќе бидат таму функционираат на тој начин. А кога ќе изгледа дека се поголеми патриоти во другите земји. Тоа е проблем. Повеќе јацина ја сакаат таа земја отколку апсолутно го сопствената. забораваат. Тоа и дефинитивно е факт и е така. Жалосно е што не го применуваме. Апсолутно се сложувам со тебе. Ние сме сами виновни затоа што овој град е прљав, затоа што оваа држава функционира онака како што функционира, бидејќи ако сите постапуваме како што треба и како што мислиме, почнувајќи од себе, од било кој поединец, мислам дека тоа е начинот за да ја смениме перцепцијата на државата, а голем проблем навистина се луѓето кои што живеат надвор, како што кажав, кои ќе дојдат овде, сепак се враќаат на оние стари манири кои што ги имаат овдека. Не знам зашто е тоа така. Затоа што нема не верувам дека во друга држава немат. Да. Не постои такво нешто. Мислам дека само кај нас се дешава тоа. Игор, тоа е така затоа што таму се уплашени од казната. Ама свеста на човекот без разлика не е само во казната. И таму ќе фрлаат ако нема казна. Не верувам дека е така. Апсолутно сум во комуникација со премногу луѓе што се, ама мислам дека Да пробаме да фрламе. Ајде да пробаме ние да не фрламе. Па обратно обично иде не по македонскиот менталитет. Како треба. Може ќе не успее. Да пробаме како треба. Добро. Реков дека уште еден синдром нели е тој ти си продаден на душа или нели не знам. Ако не е по нашите стандарди нели или ако не ни одговара веднаш тој некој критериум го знаеме да го кажеме. Сега значи ајде да видиме што е тоа што го тера човекот да се продаде, да речеме. Дали се тоа некакви поголеми интереси, некој успех, не знам. Што го тера човекот да се промени? Да се продаде. Да се продаде. Сега ние не сме нели продадени. Па не сме ние продадени, не души, знам, некој ни нешто ги тера. Ние не сме, немам појма што е. Македонија има многу луѓе кои што се продадоа. Па затоа е. Апсолутно, дефинитивно и нанесоа големи штети, мислам дека и на Па не целата само држава и на себе се продаде, и нас не продаде. Да, апсолутно. Мислам дека не знам како ќе биде во иднина, но патиме од таа работа. Мислам дека
ни требаат лојални луѓе кои што искрено ја сакаат оваа држава, не само на збор, и на политика, и на интереси лични. Владко, кој тебе те научи дека не треба да се продаваш? Не знам, предпоставам моите родители. И секако дека одличен примерок како во музиката, така и во човечноста ми беше мојот Војо Стојановски, од кога што премногу научив и баш сум горд што сум негов внук. Не прифаќаш да пееш на друг јазик? Па, види како да кажам сега, малце тоа ми е изопачено. Добро. Не знам што е тука чудно. Затоа и прашувам. Зашто би се Зашто чуделе? Јас сум македонец, живеам во Македонија, пеам македонски песни, едноставно сум свој на своето. Не знам зашто јас сум чуден, можеби би бил чуден ако научам да пеам на колумбиски и да кажете еј, Кичево пее на колумбиски, многу е смешен и интересен. Ама во овој случај тоа е како за 10 години тебе да ти се чудат зашто ја водиш само на македонски емисија. Мислам, јас барем така го доживам. Можеби сум чуден, но во моментов мене ми е чудно зашто ми се чудат. Иако сум еден од неколкуте, можеби не сме ни една рака што практикуваме само македонски песни. Немам намера тоа да го сменам. Не мислам, него тврдам дека сум на прав пат и така ќе продолжам, па секако дека имаш и успони и падови. Кога почнавме на почетокот бевме осудени на неуспех. Каде ти само со македонска, кому ќе пееш, што ќе пееш? Добро, викам ја. Нема да се занимавам И со па да музиката. речем Инаетов? Од Тоа е каде? љубов. Беше тоа Инает или беше, не знам, или љубов, ако Не дека? е Инает, апсолутно, затоа што јас сум така задоен прво од моите родители, ете, моите војковци исто се занимава со музика, исто функционира само со македонска песна. Не да ништо не им фалело, него напротив направија прекрасни кариери, почитувани на секаде во светот. Така и оставија песни кои што и како ден денеска. Тоа не го правиме од маркетиншки причини, едноставно тоа го чувствувам, мислам дека така треба и треба да има повеќе по мојот пример и можам да се пофалам дека не сум јас толку стар, меѓутоа има помлада генерација на помлади пејачи што излегуваат и што го следат тој пример, бидејќи увиделе дека може само со македонско да се функционира и дека треба. Така, добро. Иџе, ти имаш понуда да возиш за друга земја? И? Имам, да, стигнале во мојата кариера и тоа понуди на вистина кој што секој спортист би се запрашал и замислил зошто не би ги прифатил. Ете, така ќе кажам. Бидејќи јас до сега не сум ги прифатил. Се уште некако се трудам, може би од оно Инаe што го кажуваш ти македонски, може би одам со глава во зид, на вистина не знам. Иако ми е тешко да обезбедам буџет за сите тие надпревари секоја година е истиот проблем. Веќе 25 години во мојата кариера, изминати 201 трка. И уште немаш да се И уште, да, дефинитивно. Сакам да кажам, нивото на надпреварување секоја година е се повисоко и повисоко. Брендови кои што надпревари кои што треба да се покријат со доста финансиски средства. И некоја друга држава ви дава понуда без да размислувате за ништо околу тие работи, едноставно само да земете нивни, да возите под нивно знаме, добивате све што треба да добиете и да. Самите тогаш кој предавме. Дефинитивно, може би тогаш би били по-добро, да, апсолутно. Но сега за сега немам прифатено, да. Сега за сега немам прифатено. Држ се. Не знам како ќе биде. И со стари гуми, не знам како држ се. ќе биде. Еве ние ќе финансираме гуми. Многу се скапи гумите. Ќе видиме, многу се. Многу Целата скапи, сезона све е скапо. Неколку концерти он ќе отпее, ќе собереме исто и ти Се нешто. обединија. Нешто Не да може да се присобереме. покријат, верувај. Не може, а? Не неколку него. Не Не. па ти. Не па ништо возиш со старите. Добро ти. А да ја организираме диаспората. Не, тешко и тоа ќе биде. Диаспората за Тешко гуми. ќе биде, верувај. На Ние може вистина се цела кола ќе потребни купиме многу. од кај, знаеш. Добро, сега кога ги спомна спортистите, значи знам дека добиваат спортисти, нели, да бидат дел од национален тим без разлика во кој спорт. Кој е тој порив да одбиеш? Тоа не знам. Има многу големи случаи, многу случаи. Нема таков, ајде да кажам, национален тим, бидејќи
Добро. Да, Индивидуално. Ама има индивидуален нели спорт, кошаркари, да. фудбалери, ракометари и така натаму. и навистина, Зашто одбива? Да, не знам. Да игра за Македонија. Не би можел да одбијам ангажман каде што би ја представувал државата. Апсолутно. Добро, што мислиш ти, Давид? Што луѓе се тие што одбиваат да играат за националниот дрес? Јас се одбив да настапувам на хрватски фестивал каде што би се борел за избор на Евровизија, да ја представувам Хрватска на Евровизија. Прашањето не тоа. Дали би ја представувал Хрватска Ја на ти реков Евровизија? спремен е за политичар, нема тука. Јас им се извинив, им се заблагодарив на поканата. Единствена земја која што би ја представувал на Евровизија еден ден е Македонија. Јас сум македонец. Каде и да патувам низ светот, на кој јазик и да пеам, јас сум македонец. Едноставно не знам дали е коректно да некој кој што ќе добие ангажман во тој национален состав, без разлика кој спорт да е, сметам дека има пред се одговорност према државата, без разлика на личните односи, дали со селекторот, дали со тренерот, дали со соиграчите. Сметам дека во моментот кога ќе добие понуда било кој од нас, има должност да го даде најдоброто за земјата. Без разлика ќе кажам какви се личните односи. Сметам дека личните односи треба да останат негде надвор од теренот, надвор од собликувалните и дека кога ќе се исклучи на терен, И селектор ќе го правиме, слушај. Како тргна ова на крај председател? И селектор ќе го правиме, да. Добро, ама знаеш како личните односи и тоа македонското нема да ми ја подаваат топката после. Па нека не ми ја подаваат. Ако е тоа така, нека не ми ја подаваат, ама ќе изгинам, барем ќе бранам во одбрана. Да не поминува туѓата топка. Така, ќе седам на. Пак ќе се потрудам да го дадам најдоброто од себе. Мислам дека имаме сите како без разлика како првенствено како луѓе, а и како спортисти должност да се одолжиме на оваа држава. Едноставно мислам дека е тоа. И да ја представиме онака како што треба, достоинствено на секој натпреварување. Например, има случаи нели на иселеници кои што се по потекло македонци, меѓутоа не прифаќаат да играат за Македонија. Не ја чувствуваат државата или некако, сега нема да речам понижување има, туку не сакаат да играат. Сметаш дека според мене тоа потекнува од домашното воспитување, а тоа е поврзано исто и со музиката. Ако иđе како родител дома се слуша, не знам, одредена франска музика, секако дека неговите деца ќе го наследат тоа. Ако си практикуваш дома македонска музика, што е нели, можеби нормално, се наследува и тоа. Тоа не е директно воспитување, е директно, меѓутоа не е конкретно сега пуштам музиката да слуша моево дете. Меѓутоа ти кога го практикуваш природно, тоа така ќе се наследи, нели? Децата се рефлексија, слика на родителите. Слично се случува во диаспората, сега станав стручник во диаспората. па така, види он живее во диаспора, ти патуваш. Значи во нашата политичка партија ти си сектор диаспора. Е готово. Ќе се преселам и ќе бидам диаспора, тотално. Ама затоа што стварно немаме вистинска слика за тоа што се случува таму, освен кога ќе стигнат информации, да речеме, улица некоја на која што постојат македонските знамиња или на некаков концерт на кој што нели настапувате вие како пејачи, па тогаш гледаме колку на вистина ја сакаат земјата. Ние мислиме се одселиле и толку е. Не да ја сакаат, него ја сакаат повеќе од нас. Како што кажа Давид претходно, од подалеку и повеќе се сака. Нели песната таму те инспирирала. Ја сакаат многу. Сега тука има некој јазол што државата не нашла начин да ја спои диаспората. Ние викаме, па што имате да ми кажуваат живеат таму, јас овде ќе одлучува. Меѓутоа не е тоа поентата да одиме се на кавга. Секако дека тие се некаде во друга земја, меѓутоа да најдеме начин, условно кажано, да ги искористиме. Сепак во тие луѓе има и доста моćни луѓе, влијателни. За гумина. За се и се. Наиđе за гуми. По некој микрофон за нас. По некој микрофон. Ние одма одиме на расчистување на теренот. Да, и би си продаде на души. Не е тоа така. Сепак тие не значи дека ако двајца браќа едниот живее тука, другиот во Америка, дека мајката ќе го сака овој што е тука. Тие се македонци двајцата. Малце поише го сака тој што е у странство, де. Поише пари пушта. Да, повеќе го сака. Да, ма ако дојде за имотот ќе му го пише на тој што е овде. Добро. Сакам да кажам,
ги одбиваме, ги потргнуваме на страна, тоа не е добро, не дека треба да бидат тие тука главни, меѓутоа да има некој баланс, да бидат присутни, бидејќи можат само добро да донесат, да се направи некоја убава конекција, некој убав баланс, а да се надоврзам на сам на себе, на првата поента, домашното воспитување, и таму има грешка, се раѓаат мали деца, им зборат на тамошниот јазик, со страв да не научи германски или англиски, не дај Боже. И веќе тоа пропушта можноста како дете да го научи македонскиот по природен пат, како прв јазик. Веќе после на 10-15 години многу е тешко да се научи како втор јазик мајчиниот јазик. Истото тоа се случува со музиката или со љубовта кон својата држава. Затоа тој ако не чувствува ништо кон Македонија ќе се игра за Шведска, зашто да игра за Македонија, да се бори за квалификации да игра фудбал, која може да игра. Ако е задоен со љубов кон својата земја, тој ќе биде херојот на Македонија, што ќе однесе Македонија на светско. Да, како што имаме случаи негде. Да, ама ние тој е синдром, така, не го пренесуваме малку како со срам, како со комплекс, пренесуваме дека сме македонци. Што јас не сум така пораснал. Да, како што рековме, македончи, шта? Македончи. Сега, кој е инструментот кој што вас ве асоцира на Македонија? 3-4. Кавал. Кој? Кавал? Гајда. Гајда? Па се ова стручно ќе одговорам, кавалот е. Кавалот е македонски, Број 1, добро. втор би бил тамбурата. Добро. Тоа све он тие што ги... Па не и втор. На исто ниво се кавалот, тамбурата, тапанот. Добро. Гајдата ја има и во други земји, не е 100% наш. Топло и... Зурлата не е 100% наш. Што треба нешто топло, некој да го погодам? Значи, кој највише онака удира у срце? Тапан. Тапанот, Ама го спомнав дека Го спомнаде тапанот, добро. Значи може не ли... на исто ниво се кавал, тамбура и тапан и делумно гајда. Не бива македонски да не е тешкото и да не е тапанот. Само на Давајте тешкото. тапанот, да влезе тапанот. На сите таму да фрлат по едно париче. Ајда, ојмеано, ајда, ојме, ајда, ојмеано, горнио тор. Ајда, ојмеано, горнио тор. Браво. Дали може една желба за мене? Дали може велат не нема? Велат, исполнуваме боже. Ама еве сме. Велат не нема, ама еве сме. Со мене на свет, со норо гера. Ајде, виđe. Велат не нема, ама еве сме. Еј, македонски песни, гордо. Браво! Ајде идеме на реклами за да ни се придружи. И добро, еве се вративме, се изнаигравме, имаше лепање на тапанот, не кажувам по колку, тоа ќе си ќутам, да знаете. И ти, Тијана, ќути си. Добро. Значи, официјално, после ќе делиме јајте. Стари не, за ништо за гумите ќе Да, собирам се губи сега. И тоа зимски, за зима се. Тие се поскапи, ја? Поскапи се, или има и... Поскапи. Поскапи. Тијана Илова ни се придружи, значи таа е свири на тапан и како што рековме е атракција, така, девојче која што свири на тапан. Потврдуваме сите. Од каде таа љубов за тапанот? Па љубовта од тапанот, првото запознавање од тапанот ми е од мојот дедо, на мојата мајка татко, е тапанџија. Бил тапанџија во 70-те години и свирел по суви свадби, свирки, а и љубовта кон
за народниот селски тапан ми е од дома слушав народна музика, имав 3-4 CD-а од танец. Стварно? Од нашиот фолклор, нашата изворна музика, слушав само народна музика и Не гледаше цртани, туку слушав? Не гледав цртани, само слушав народна музика и го гледав танец. Гледав свадба. Тоа што го кажа, плаче. Тоа е природното воспитување, природен тек на настаните. Добро. Што би им кажала на другите, значи, зошто е добро да се свири тапан или зошто е добро да се сака македонската музика? Затоа што си релативно млада, имаш само 20 години, а одлучуваш да не одиш нели на оние трендовски, да речеме, инструменти и така натаму. Па на младите би им препорачала да ја чуваме македонската музика, бидејќи нашата македонска музика има корен и нашата изворна музика е, нашиот фолклор е еден вид бисер кој што треба да го чуваме и би било голема штета ако мојата генерација и после наредните генерации да не слушаат македонска музика, да не ја знаат од каде потекнува, би било голема штета да изумре. Едноставен начин би му препорачала да ја слушаат за да знаат, да ја зачуваме и да знаат од каде потекнува, бидејќи нашата музика е, како што кажав, бисер. Така, значи Давид, под младокот ке ја сијаме. Кога ќе гласат? Затоа што народ кој не си ја знае историјата, нема иднина. Добро, одлично. Си имала можност да настапуваш со македонски музичари, народни пејачи на концерти? Да. Да? На концерти не, ама на свадби и на други прослави сум имала прилика да настапувам. Беше на меморија на концертот? На меморија на концертот, да. Каде тој беше? Во Борис? Да, во Борис Трајковски, да. Значи, таме беше еден од гледаш ли, добро. Големите сцени. Правам нешто, ќе бидеш на концерт се. Задоволство. Браво. Официјално. Браво. Договорено. Златко, значи имаш концерт на 28-ми? Да, ни тргна годинава, имавме во опера и балет. Охрид го направивме првиот фолк концерт на Антички театар. Беше крајно успешен и добивме понуда од Балкан Медија да не организираат концерт во Борис Трајковски на 28 декември. Официјално ме поканувам сите и сите гледачи. Браво. Ќе ми биде задоволство. Првиот фолк концерт во таа сала. Најголем подвиг до сега и за мене, па може би за народната музика. Браво. И се надевам дека ќе имаме Ќе направиме поддршка. место кај да се игра. Браво. Да направиме на македонско музичко востание. Браво. Готово, идеме на востание, бе реков ја, востанието од тука. Натака Натака иде, натака. од политика да остане. Готово, добро. Давид, ти имаш нов албум? Така е. Добро, ајде. Ќе ми раскажеш за албумот? Албумот искочи на 11 ноември. Има две изданија, македонско издание и хрватско издание. Целиот албум е кантавторски, секоја песна има, да кажам, некоја моја приказна од мојот живот и не само што е албум, туку е, да кажам, еден мој животен дневник. Така да мислам дека тие луѓе кои што ќе го слушнат албумот, ќе ме запознаат во едно поинакво издание. Добро, Давид. Ти, Иđe, имаш ли нови губи? Немам ја нов албум. Нова трка? Јас и Давид ќе ти дадеме албум в кола да Може, слушаш да. Да идеш. Велат нема, еве сме чекале да видиш како прави сме. Да. Не, Што сега е моментално е пауза, здравје Боже, малце одмор, па почнуваме од април месец. Повторно нова сезона, нови предизвици, па ќе видиме како ќе биде. Добро. Значи ти студираш, не студираш музика, Не нели? студирам музика, студирам економија. Нормално, за да знае како. Да ги број парите, Да знае како се баје, разбираш што е тоа, да Да знае. не ги Гледаш троши како наеднаш. добро си направила. Значи, имам подароци за вас. Ви благодарам што бевте супер гости. Ќе ви ги дадам подароците, ама морам да ве ставам сега на предизвици да видам што би поправил. Од и таквите македонци, значи мора да видам што. Океј, може ли? А ти навивај за да видиме. Иđe, што би поправо до крајот на животот да мора да возиш? Лада или Југо? Југо. Југо? Зошто? Не знам, со тоа почнав. Првото моје надпрворучко возило беше Југо. Стварно? И поквалитетно е од Ладата? Не знам дали е Лада, немам возено до сега никогаш во животот. Добро. Владко, ти до крајот на животот никогаш повеќе? Југо. Фичо, млаче. До крајот на животот никогаш повеќе да не настапуваш во Америка или во Австралија?
Не. Југо. Да, југо да речи. Јужна Америка. Не може, не е тука изборот, тоа е. Немој па. Префрли се на политичаров. Австралија има многу повеќе, ама и многу има и во Америка. Немојте многу. Немојте многу. Земи ја ладата, одиđe. Ја ладата. Што е остави? Давиде. Значи вака, ти имаш опција да бираш, да се здебелиш, да бидеш дебел, ама да имаш 3 хит песни, она врвни, или да се останеш вака ист, ама да бидеш со просечни песни. Значи да се здебелиш као па врвти, тако. Вака. Без дебели си. Пичо. Се шалам. Па не би се здебелил затоа што тоа е лошо за здравјето. Ќе напишеме хитови. Нема. Со инат. Ќе напишеме хитови. Па не верувам дека би се здебелил. Добро. Иđе ти да мора да бираш, да слушаш само една македонска пејачка до крајот на животот во кола. Дали ќе биде тоа Сузана Спасовска или Благица Павловска? Ме погоди сега. Владко ќе ти каже кој е Владко. Му кажав нему, тој нека си Во југото? Има ли радио во југото? Во југото кога ќе Во слушам до југото има крај. радио, Радио да. Скопје. Кој беа измени? Сузана Спасовска или Благица Павловска? Благица Павловска. Ова со инаетот ми текна, вика. Ние дебелите ќе ослабеме, а вие глупите и ние ќе ослабеме. Одиме. Тоа е толку. Добро, дечки, да ви давам подароци. Значи, да почнам прво со виното. Македонско вино Станушина, Захарчев винарија, мала македонска винарија. Станушина, повели. Значи, со виното одат и сиренце кашкавалче, така македонски производ, значи 35 години имаат историја осоговски млечни производи. Од Осогово се гледа тоа, значи, да знаеш. Да ми бидете здрави, живи, значи витаминчиња за вас. Сите ги имате таму. Исто така... Само ја треба да ги префатам. Ти само, да. За тебе најмногу те мислиме. Да, овде имате исто така од Натура Терапи, еве, например, ова е бронкопротек за здрави бели зубови. Гледаш како се грижиме, здравието, здрави жив. И, нели, не си македонец ако по дома не расчистиш малце, или ако, не чистите по дома, нели? Чистиме, зашто да не чистиме? Чистите, еве, ако Кој да не чисти? Сопругата чисти. Приматекс, односно прохигиена, ќе најдете, значи, квалитетни, односно профи производи за чистење по дома. Чекај, сега имам уште друго. Хипербарна комора, чист кислород, дишете чист кислород, позголемен кислород, позгоремен притисок, значи се внесува поголемо количество на кислород, добро е и за пеачите, значи добро е за мозокот, сибилти, ето така знаеш што е и како е, така да можеш да дојдеш и тука, значи добро е за пеачите бил Иđe. Да. Иđe се осеќа. Више Иđe се осеќа како пеач, разбираш? Има нешто скриено, има нешто скриено. Запеа да не го прашувам сега уште до други стихови. Ќе ви ги доделам и на вас. Значи добро е и пред концерт да дојдеш, ќе се наполните водо со кислород, да знаеш за повеќе. Да издржиш колку сати планираш да трае концертот? Па 3 часа ќе биде. Најмалку ќе има многу и музички гости. Дел ќе ги најавиме во текот на кампањата, дел ќе останат до последно изненадување. Добро, 3 часа, значи се спремаме, Најмалку идеме 3 часа. на припрем. Да, ќе биде. Добро, македонски да прашаме гратиси, ќе ни давате? Не. Тоа не ни смее да се праша, затоа што во суштина така ја смалуваме вредност. Кој најмногу профитира од нашата смалена вредност? И ќе си одиме. Тој до нас. Тој до нас. Тој до нас најмногу профитира. Не, немаме ние против, апсолутно против ниеден друг музички уметник, од било која земја, апсолутно, да не испадне дека ние ги хейтаме сите останати, треба да се сакаме само ние. Целта на муабетот беше да не се сами омаловажуваме. Да. Па нека слушне Цеца како звучи македонски тапа. Да, немаме против никој, секој уметник, секоја музика си е супер. Меѓутоа да не биде кај нас најтешко е да бидеш македонец. Во Македонија да биде најтешко бидеш македонец или македонски уметник или македонски спортист.
Фала ви момци, ти благодарам Тијана, ти посакувам многу успех. Фала ви момци, Владко, се гледаме на концерт. Поздрав, се гледаме.